Добро вечер, втор дневник на Канал Плюс телевизија. Во него проследете ги случувањата од регионот. Најправим кратка најава за дел од нив. Со грант од 270.000 денари и други бенефиции се отвара можност за самовработување на лицата со инвалидитет. Аплицирањето за оваа владина мерка е во тек. Фонд за стипендирање основа Универзитетот Гоце Делчев и бизнис заедницата. 500 најдобри студенти ќе добијат стипендии во висина од 200 евра оваа студиска година. Две нови кривични пријави за штипскиот адвокат Никола Николов. Додека тој е во бегство, се јавуваат нови случаи на измамени граѓани и компании. Денеска Агенцијата за вработување во повеќе градови на истокот ја промовираше пилот мерката за самовработување на лица со инвалидност, кои имаат право на помош во изработка на бизнис план и грант од околу 5.000 евра. Оваа активна мерка овозможува и ослободување од придонеси и други бенефиции. Агенцијата за вработување од Штип денеска ја појасни владината мерка за самовработување на лица со инвалидитет. Оваа мерка е дел од оперативниот план за вработување на Република Македонија. Се работи за пилот мерка, а со неа е предвидено лицата со телесен инвалидитет, со оштетен вид, слух и слично да остварат свој бизнис. Самовработувањето на овие лица е со грант од 270.000 денари. Оваа мерка предвидела да се вработат 120 лица на ниво на држава, во која се вклучуваат и дополнителни вработувања, значи секој самоотворен бизнес или со самовработување е предвидено уште најмногу 2 лица да може да вработат во самиот бизнес. Така да помошта е во тоа што се доделуваат 270.000 денари како грант. Имат самите лица инвалидни ќе имаат помош при изработката на бизнес планот, потоа при регистрацијата на самиот бизнес, а подоцна значи ќе може да ги користат и посебните средства од посебниот фонд според Законот за вработување на инвалидни лица, значи под 9 месеци откако ќе го регистрираат својот бизнес, ќе може да ги користат сите оние привилегии што ги користеа порано и другите лица од посебниот фонд. Како што појасни директорот на Агенцијата за вработување од Штип, проектот предвидува да се вработат до 120 лица на ниво на држава, а во општина Штип интерес изразиле 8 лица. Друг бенефит со овој проект е и тоа што покрај лицето кои со посебни потреби во истата компанија може да се вработат уште 2 лица. Дел од самите апликанти изразуваат желба да земат дополнително вработување. Значи според самата мерка најмногу до 20 може да земат. Значи за секое ново дополнително вработување се предвидени неповратни средства во вид на грант од 92.000. Лицата со попреченост се задоволни од оваа мерка на владата на Република Македонија и тоа што нивниот сон може да стане реалност. Јас аплициравајќи уште од првиот ден, значи кога се отвори тоа, бидејќи на телевизија претходно слушна дека оваа мерка значи ќе ја има за инвалидните лица. Инаку, значи, јас сакам да отворам како работилница, сладкарница, веќе, значи, тоа и си го работам, значи, тоа не е семеен бизнис. Сега само сакам сега да си го реализирам и плюс нахранени вработување да направам. Сакам да аплицирам за такси, да си работам, оти според мојот инвалидитет, тоа можам да работам, тоа и гледам условите се добри. Задоволни сте во секој случај? Да, тоа ми е познато. Огласот за апликација е се уште во тек. Сите заинтересирани лица со инвалидитет кои сакаат својата идеја да ја претворат во бизнис, за дополнителни информации може да се консултираат со надлежните лица во подрачните единици на Агенцијата за вработување. Агенцијата за вработување во Кочани одржа средба со заинтересираните инвалидни лица, на која средба беа информирани за условите на огласот, пред се за финансиската поддршка за реализација на бизнис идејата, како и за експертската поддршка во форма на обука за предприемништво и водење бизнис. Огласот моментално е објавен, односно трае до 1.9. со тоа што ги поддржуваме сите инвалидни лица, значи кои имаат собствена идеја за да отворат собствен бизнис, да дојдат кај нас во Центарот за вработување за да аплицираат
да можат значи да ја остварат својата бизнис идеја. Доколку заинтересираното лице со инвалидност не е евидентирано како вработено инвалидно лице, има можност тоа да го направи во Агенцијата за вработување. Објавата на огласот за самовработување на инвалидни лица е до 1 септември. Но како што беше истакнато на денешната средба во Кочани, тој најверојатно ќе биде продолжен поради зголемениот интерес на заинтересирани лица. И во Виница се промовираше мерката за самовработување лица со попреченост. Според последната евиденција на Агенцијата за вработување, 74 лица со инвалидитет се веќе вработени во заштитни друштва во компаниите кои работат, а 7 се регистрирани како трговци поединци и имаат сопствени фирми. За 16 активни и пасивни баратели на работа од Виница, лица со инвалидитет кои се работоспособни и на кои не им е одземена деловната способност, се отвараат нови перспективи за работа со целосна поддршка од институциите. Нивната идеја во старт ќе биде поддржана со грант од 5000 евра за набавка на неопходните ресурси за работа, откако претходно со помош на консултанти и обуки ќе ја разработат профитабилноста на бизнис планот. Раководителот на агенцијата во Виница, Орце Христовски, детално ги образложи чекорите за користење на мерките, а помошта и поддршката нема да изостане и понатаму со секој нов чекор. Поддршката ќе биде за лицата кои сами сакат да отворат нешто свое собствено и ќе биде од 310.000 денари во опрема или repроматеријали. Значи, ќе ви се доделат опрема или repроматеријали за работењето на вашата фирма. Значи, доколку сакате да вработите второ или трето лице, за секое наредно лице се добиват по 92.000 денари, исто во опрема или repроматеријали. Значи, по завршувањето на сите тие процедури, околу изборот, следува, ви се дава поддршка од страна на консултантска куќа, која е ангажирана преку UNDP, при изработката на бизнис планот. Почетната информација предизвика интерес кај некои од присутните. Јас веќе имам отворено фирма, имав отворено. Јас затворив поради причините, пошто се каснеа рефондациите на платите. Така? И малце заглавивме здравствено и моравме да ја оставиме во затварање. Така? А сега според обуката што ни ја кажа, планирам пак нешто во иста дејност што ја работам, да пробам повторно да... Конкретно што имате идеја? Па нешто идеја, јас што работам со... Не знам да ви кажам баш тоа што, ама компјутерски делови, галантерија, графика, така. Па не се доволно, ама мора да преживееме некако. Градежништво. Бенефицијано искористено, а имам работа. Она што беше потенцирано во рамките на денешната прва обука е дека со бизнис идеите ќе бидат опфатени сите дејности освен земјоделството. Инаку во Виница, според последната евиденција на Агенцијата за вработување, 74 лица со инвалидитет се веќе вработени во заштитни друштва во компаниите кои работат, а 7 се регистрирани како трговци поединци и имаат сопствени фирми. 500 најдобри студенти на Универзитетот Гоце Делчев ќе добијат стипендии во висина од 200 евра оваа учебна година. Стипендиите ги обезбедува Фондот за стипендирање на УГД и бизнис заедницата. Освен со македонски, УГД во Фондот за стипендирање ќе вклучи и странски компании. 500 најдобри студенти од 2, 3 и 4 година на Универзитетот Гоце Делчев ќе добиваат стипендија во износ од 12.000 денари, од кои 300 стипендии во текот на зимскиот семестар и 200 во текот на летниот период во студиската 2015-2016 година. Проректорот на УГД, професор доктор Блажо Боев, информираше дека овој фонд за стипендирање на студентите е во насока на се поголемо вклучување на бизнис заедницата во Штипскиот универзитет. Сакаме да најавиме дека во текот на зимскиот семестар 2015-2016 година фондот ќе распише 300 стипендии за студенти на УГД и во текот на летниот семестар уште 200 стипендии. Значи тоа е таргет на УГД во оваа година, во оваа учебна година од 500 стипендии кои ќе бидат дадени на студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и тоа на најдобрите. Критериумите за добивање на стипендиите доправа ќе бидат разработени, но еден од основните критериуми е успехот постигнат на факултет. Можност за добивање ваква стипендија немаат студентите од прва година, бидејќи тие се на почетокот на своето студирање.
Студентите ја поздравија оваа иницијатива и се благодарни за овој потек на универзитетот. Од поглед на студентите, односно од нашата студентска организација, сакам да поздравам оваа иницијатива на Универзитетот Гоце Делчев за формирање на фондот на стипендирање. Тоа за нас значи еден огромен мотив, една огромна створање на една огромна конкуренција меѓу студентите, се со цел да се подобри успехот и квалитетот на студирањето. Значи, со самото тоа, со доделување на 500 стипендии, тоа е една огромна бројка, кој во студиската 2015-2016 година ќе го олесни начинот, односно текот на студирањето на 500 студенти од нашиот универзитет. Конкурсот ќе биде распишан на почетокот од студиската 2015-2016 година. Планирано е овој конкурс да се распишува редовно, почнувајќи од оваа година. Во рамки на проектот за размена на ученици и доближување на начинот на образованието, деновиве делегација од Франција беше во посета на општина Берово и основните училишта со цел подготовки за аплицирање за проектот Еразмус или размена на искуства. Ученици од општина Берово и општина Ливаро, Франција, меѓусебно ќе си помагаат во образованието, разменувајќи си искуства во учењето. Во рамки на проектот за размена на ученици и доближување на начинот на образованието, делегација од општина Ливаро, Франција, деновиве беше во работна посета на општина Берово и основните училишта. Гости беа Николас Базен, советник на образованието и директор на Едукативниот центар за млади, и Патриција Хелен, председател на Комисијата за соработка со општина Берово. Гости на Општинското основно училиште Дедо Илјо Малешевски од Берово во изминативе 3 дена беа представници од градот Ливаро, тоа е областа Долна Нормандија од Франција. Целта на посетата е подготовка на апликација, односно проект преку Еразмус Плюс, со што ученици од Франција во периодот во месец јули 2016 година ќе присуствуваат во Берово. Апликацијата треба да биде поднесена најдоцна до месец февруари 2016 година. Целта на посетата е учениците да се запознаат, односно да имаме размена во областа на образованието, културата, да се запознаат со нашата култура, а се разбира дека оваа соработка продолжува, бидејќи еве во 2013 година јас како директор, заедно со наставничката по француски јазик и група ученици од 12 ученици бевме во Франција, сега пак тие ќе дојдат кај нас во Берово. Заложбите на двете основни училишта и двете општини се оваа соработка да прерасне во традиција, што ќе овозможи соработка во повеќе сфери помеѓу двете општини. Инаку конвенцијата за соработка помеѓу двете општини Берово и Ливаро и основните училишта произлезе врз база на договорот за билатерална соработка помеѓу Република Македонија и Република Франција. Денес се асфалтира 900 метри квадратни дворно место на јавното претпријатие ИСАР од Штип, со што се обезбедуваат 60 паркинг места за механизација и автомобили. Најголемото јавно претпријатие на истокот со инвестиција од 1.200.000 денари од денес е со уреден двор. Напуштениот и неуреден простор меѓу последната кула на улицата Михајло Апостолски и административната зграда на јавното предпријатие ИСАР од денес е со нова намена. Паркинг места ќе бидат 30 паркинг места за посебно ќе има паркиралиште за странките, односно за граѓаните кои што ќе дојдат овде во јавното предпријатие ИСАР. Ќе има посебен паркинг за жителите на 7 кула кои што живеат овде и други граѓани и ќе има посебно паркинг место за самите вработени јавното предпријатие ИСАР. Целокупниот зафат со кој се облагородува пристапот и околината околу ова најголемо јавно предпријатие во овој регион ќе чини околу 20.000 евра. Паралелно со ова, јавното предпријатие ИСАР работи на други пунктови. Веќе работиме на реконструкција на канализациона и водоводна мрежа на улица Вардарска. Ќе работиме и некои други улици, реконструкција на канализациони и водоводни мрежи, каде има потреба од граѓаните, каде се дотраени и каде што општината планира да асфалтира. А веќе во исчекување сме и на 2 трактори, тендерската постапка е во тек, 2 нови возила трактори кои што ќе помогнат за подобрување на комуналната хигиена, односно за исфарање на сметот во нашата општина. Инаку во континуитет се одвива и активноста за замена на старите водоводни цевки со нови, што е една од најзначајните активности преку чија реализација
треба да се обезбеди квалитет во водоснабдувањето на граѓаните. Нови две кривични пријави поднесе СВР Штип против адвокатот во бегство Никола Николов од Штип. Овој пат е осомничен за измама со која оштетил собственичка на куќа за 12.000 евра. Кривична пријава истиот заработи за лажно прикажување на факти на осигурителната компанија Инсик Македонија. Нови две кривични пријави заработи штипскиот адвокат НН, кој по продажба на куќа на клиент, наместо на сметката на клиентот, парите ги префрлил на сопствената сметка. Пријавениот во својство на адвокат со искористување на својата положба ги пречекорил границите на своите овластувања и постапил спротивно на даденото полномошно од страна на неговиот клиент кој бил во странство. Вешто со лаги и измами во 2 наврати ги злоупотребил дадените овластувања од страна на оштетениот клиент, по извршената продажба на незината семејна куќа на 9 јули 2014 година противправно ги присвоил паричните средства во износ од 12.000 евра. Пријавениот адвокат од Штип со намера за себе да прибави противправна имотна корист со измамнички дејства ја довел во заблуда и осигурителната компанија Инсик. Со лажно прикажување на фактите, односно во мејлот што го доставил до истата, наместо трансакцијската сметка на клиентот од Штип, кој што го застапувал во врска со судски спор за случајна сообраќајна незгода, ја навел неговата лична трансакцијска сметка, при што осигурителната компанија му исплатила износ од 1.163.179 денари по основ на пресуда од апелациониот суд Штип. Адвокатот во своето досие од претходно има 3 кривични пријави: оштетување на туги права и кривично дело измама. Тој сопственото возило марка Голф неколку пати го продал на различни лица, со што се стекнал со противправна корист. Богата понуда и голема посетеност имаше денес на пазарот во Штип. Најбарани се сезонското овошје и зеленчук, кои годинава имаат одличен квалитет и пристапни цени. Добро снабден и посетен градскиот пазар во Штип и понатаму мошне барано овошјето. Со наближувањето на есента се збогатува и понудата на грозјето. Каде? Од Струмица. Која сорта? Сортата, да ви кажем, не знам, това шо без семка. Да. Колку пипер? По колку кило? По 30, по 25, зависи спрема грозите. Денес широк избори на сини сливи. Ше ли род година? Има и тоа доста. Доста род. Цената е малку така. Ќе видиме. 20 денара моментално и 15. Колка површина ги има? 10 декара. Скоро 800 дрвца. Таква ли е ситна малку? Не, таа има и крупна. Таа е ситна, другавите е крупна. Граѓаните со различни коментари во однос на цените. Цените спрема човеците. Кои зимат големи плати, по-убава роба зимат. Кои имат по-ниски плати, по-не квалитетна. Ние купиме пиперки, земат 2 кило по 40-80. Сега зема грашче по 120. Сега ги земам патиджани, тражам од вие нашите тука села 20-25 ако надам и тоа е. Цените на поодделни земјоделски производи кои се продаваат денес на градскиот пазар во Штип. Доматите од 20 до 30, багиот пипер 30, лутиот од 50 до 70, компирот 20, моркови 30, исто како и цвеклото. Лубеници 10 денари за килограм, 15 денари дињите, праските од 20 до 25 денари за килограм. Борци од Исламска држава уништија манастир во сириската провинција Хомс. Според организацијата, борците користеле булдожери за да го уништат манастирот, кој бил освоен од нив во почетокот на август. Градот е сместен крај патот кој го поврзува античкиот град Палмира со планините на либанската граница. Велика Британија повторно ќе отвори својата амбасада во Иран во текот на предстојниот викенд, речиси 4 години откако демонстрантите ја опустошија и го запалија британското знаме. Ваквиот потек за коментаторите означува затоплување на односите меѓу Лондон и Техеран, откако кон крајот на јули во Виена беше постигнат договорот за ограничувањето и контролата на иранската нуклеарна програма.
Најмалку 16 случаи на инфицирање со ХИВ се регистрирани во редовите на борците на Исламска држава, од кои повеќето се странски платеници. Биле ставени во карантин во локална болница. Лидерите на групата и локалните групи ги принудуваат заболените од СИДА да станат терористи самоубици. Голем дел од инфицираните со ХИВ во редовите на Исламска држава се наркозависници или имаат сериозно криминално минато. Екипата на работничкиот Скопје синоќа во рамки на плејофот за Лига Европа одигра нерешено со рускиот Рубин Казан 1:1 во надпревар кој на полувреме заврши 0:0. Македонскиот тим одигра храбро во текот на целиот меч и беше рамноправен противник, иако од 54-та минута играше без исклучениот Милован Петровиќ. Гостите ја искористија предноста од еден играч повеќе во 69-та минута поведоа со 1:0 со голот на Кара Денис. Работнички, иако со човек помалку на теренот, продолжи да игра квалитетно и наградата стигна во 85-та минута, кога Кире Ристевски постигна гол за конечни 1:1. На националната арена Филип II имаше околу 15.000 гледачи, а судија на надпреварот беше Иштван Ват од Унгарија. Синоќа се одигра еден надпревар во рамки на турнирот во мал фудбал Пробиштип 2015 со убедливи 8:2 тимот на Белфаст од Пробиштип славеше над екипата на Јаншпет од Штип. Надпревар кој што се играше во рамки на групата. Инаку поради одржување на манифестацијата Леговец Ленд која што се поклопува со термините на турнирот, денеска е слободен ден за екипите, а надпреварите продолжуваат во сабота кога од 19:45 ќе играат Дамипак и Лавови, додека во вториот надпревар кој што се игра од 20:35 Јаншпет ќе го пречека тимот на Бели Брегови. Полуфиналето на турнирот Пробиштип 2015 е во среда кога ќе се сретнат првопласираните и второпласираните екипи од А и Б групата. Финалето на овој турнир ќе се игра на 28 август кога општината Пробиштип го слави денот на рударите. Овде е крајот на дневникот, а со нови информации гледајте не утре. Ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.